Вие сте заедно со Македонија денес, утринската програма на телевизија 24. Како секој работен ден, така и денеска. Ова е последниот дел од нашата емисија, кога ќе го отвориме и последниот наш разговор. Би ги поздравила тука сите оние кои што се дел од реализацијата на оваа емисија, но и нашите пријатели, оние кои што се наши редовни гости, кои што преку своите гостувања практично допринесуваат за ваше подобро информирање и со цел да бидеме за вас поинтересни и подобри. Дел од нашите пријатели се и Санте Плюс Хоспитал, кои што имаат свој голем, супер и стручен докторски тим. Од таму честопати и редовно, односно, ни доаѓаат нивните представници, нивните доктори, кои како стручни лица се тука да одговорат на голем број прашања. Со нив ги отвараме темите поврзани со здравјето, а тука ве вклучуваме и вам. Ги отвараме телефонските линии со тоа што вие добивате можност да се јавувате и да ги поставувате своите прашања. Драго ќе ми биде денеска да отворим уште една таква тема. Ќе зборуваме малку повеќе за сезонските грипови, затоа што токму и се наоѓаме во тој период од годината кога се тука присутни. Имаме се постудени денови, се повеќе променливо време и пониски температури, па тука некаде се соочуваме и со ваков тип на проблеми со нашето здравје. Оваа тема ја отворам со мојата денешна последна соговорничка, па и посакувам добри ден на доктор Андријана Трајкова, која што е општ лекар и е дел од стручниот тим на Санте Плюс Хоспитал. Андријана, добар ден и добре дојдовте во Македонија денес. Благодарам на поканата, Јана, драго ми е, чест и задоволство да бидам присутна во вашата емисија. Тимот од Санте Плюс ве поздравува, ние редовно ве следиме, ве пратиме постојано, се радуваме на вашите успеси. Би сакала да ги поздравам нив, кои веројатно моментално не следат. Ги поздравам вашите гледачи. Да, и ќе имаме, се надевам, и денес убав разговор. Секогаш кога имаме ваш представник и ние се чувствуваме убаво, драго ни е дека сте дел од нашата емисија, допринесувате да биде поубава и поквалитетна, а на нашите гледачи секогаш се покажува дека им значат советите кои се посветени нели на подобро здравје. Еве чисто накратко само ваше мислење. Сепак вие сте стручно лице, вие сте доктор, колку можеби во приватниот живот и тогаш кога не сте на работното место, ги добивате прашањата поврзани со здравјето. Се интересираат ли луѓето редовно на овие теми? Секако, значи од моментот на дипломирање сите пријатели, најблиски роднини во исчекување беа да се земе дипломата во раце, да прашаат за совети, секојдневно ми пристигнуваат прашања од различен тип, дали се работи за некои хронични заболувања, за симптоми од типот на грип, настинки, како да ги третираат, кога да се јават на лекари. Тоа е секојдневна пракса на секој лекар, младите лекари, возрастните и сите, тоа е нашиот животен стил. Така функционираме едноставно. Така да не е ни чудно што добивате ваков тип на прашања, на некој начин тука сте за да ги одговарате. Уште еднаш ги потсетувам нашите гледачи, уште на стартот ќе ги отвориме телефонските линии. Добре дојдени се вашите јавувања, вашите прашања, нормално доколку се поврзани со симптоми, ваши сомнежи или начини како да се пребродат периоди кога се соочуваме со сезонски грип. А време е некаде и ние да ја отвориме малку подетално оваа тема. Па ајде најнапред зашто ќе зборуваме ние поконкретно, што всушност представува сезонскиот грип, кои се неговите основни карактеристики? Грипот, односно инфлуенца, представува вирусно заболување кое ги зафаќа цицачите и птиците. Кај нас, значи кај луѓето, главни симптоми кои се јавуваат и се најкарактеристични се кашлица и висока температура. Заморот исто така е неизбежен сегмент. Пациентите често знаат да кажат дека се толку изнемоштени што немаат сила да станат од кревет, чувствуваат болка во цело тело, посебно во нозе, во грб, мускулна болка, болки во зглобовите. Едноставно се чувствува телото заморено, изнемоштено, потребно му е мир, одмарање. Се јавува покрај високата температура, затнатност, течење, црвенети очи, насолзени очи, изразена кашлица. Кај децата овие симптоми можат да бидат и стомачни, да се јават повраќање и диареи. Предизвикувачот е вирус на грип, постојат повеќе типови, тип А и тип Б се најпознати во општеството. Самите вируси предизвикуваат акутна инфекција на горно-респираторни дишни патишта. Тие во комбинација со бактериска суперинфекција можат да доведат до заболување на долните дишни патишта, да доведат до бројни компликации. Во светот се познати исто, сигурно се сеќавате во 2006-2009 птичји грип, свински грип, односно момент кога грипот преминува и ги заразува
живината, стоката добива значи енормни размери, катастрофални. Во Светска здравствена организација имаше прогласено пандемија од 5 степен во 2009 година. Едноставно се работи за едно често заболување, 3 до 5 милиони луѓе на годишно на светско ниво заболуваат и за жал 250.000 до пола милион завршуваат и летално. Значи се работи за едно сериозно заболување. Да, дали така е испатено кај јавноста дека да сепак е ова сериозно заболување заради тоа што нели ги споменавте вие барем дел или оние најзначајните симптоми. Понекогаш и кога ги имаме, знаеме да ги игнорираме. Тука е брзото темпо на живот, тука е стресот, тука се нашите обврски кои што не повикуваат и понекогаш не можеме да ги запоставиме, па на тој начин понекогаш знаеме и самите, игнорирајќи ги симптомите, да допринесеме сето ова да се комплицира. Прашањето ми е колку е висока свеста по ова прашање, дека сепак не треба да се однесуваме несериозно доколку имаме симптоми кои што може да значат грип. Несериозно однесување може да доведе само до зголемени симптоми, силни, едноставно влошување на состојбата на болеста. Значи, во никој начин, во никој случај не си помагаме кога ги игнорираме симптомите. Треба да бидеме свесни, да го чуваме нашето здравје и секако да контактираме редовно со нашиот матичен лекар, да внимаваме, да имаме здрави животни навики. Секоја промена, значи секој симптом кој е не секојдневен, кој ве води да се чувствувате лошо, едноставно секој знае кога е болен, нели? Треба да се јави на матичен лекар, треба да се даде совет, да се види матичниот лекар да одлучи дали треба да прима пациентот терапија, не треба, како би изгледала таа терапија. Значи, само свеста е најважна за здравјето. Треба да бидеме одговорни пред се да си го чуваме здравјето. Лично е одговорен за своето здравје и секако можеби ова е едно од најважните нешта, да го чуваме, да се грижиме, да бидеме нели со најдобро можно здравје. Да позборуваме малку и за начините на кои што нели се зголемува бројката на луѓе заболени од грип, кога во прашање сезонскиот грип, бројката понекогаш знае да ги надмина оние лимити дадени од Светската здравствена организација и тука веднаш се поставуваат прашањата зошто сето тоа се случува, зошто на брз начин вирусот се пренесува, кои се нештата што треба да ги знаеме околу пренесувањето на вирусот за нели соодветно да можеме да се заштитиме. Брзото расширување на вирусот е причина како последица заради карактеристиките на вирусот. Значи, еден заболен е опасен за останатите. Многу едноставно. Тој е инфективен 1 ден и 7 дена по заразувањето. Значи, ние кога немаме симптоми, имаме можност, значи ден пред јавување на симптомите, имаме можност да ги заразиме останатите. Треба да бидеме свесни, значи да го чуваме и здравјето на останатите граѓани, да останеме дома, да не ги изложуваме на нашата болест. Постојат повеќе начини на кои што се одбива заразувањето и инфективноста. Директен начин е познат, односно искашлување, кивање директно во слузницата на останатиот. Значи заразениот исплукува капки во очи, нос, уста на другото лице. Сега, кога во една обична кивавица сметаме дека има околу 40.000 капки. Тие капки повеќето се тешки, не се задржуваат во воздухот. Меѓутоа, постојат многу мали, микрометарски, кои се задржуваат и остануваат, останатите ги вдишуваат, а потребна е само една капка за пренесување на вирусот на грип. Друг начин на пренесување е преку аеросоли, односно воздушен пат. Што представуваат аеросолите? Тоа се цврсти или течни честички во воздухот, чад, прашина, кондензирани гасовите супстанции кои се во можност да го пренесуваат исто вирусот на грип и се разбира индиректниот начин, односно способноста на вирусот да се одржи во живот надвор од човековото тело. Значи, вирусот е способен да живее надвор од човековото тело, така што тој може да се најде на секојдневните предмети, нешта кои ние секојдневно ги користиме. Тука спаѓаат банкноти, кваки, рачки од врати, копчиња од лифт, секојдневни предмети кои ние ги употребуваме во надвор од домот, во домашни услови,
треба да бидеме, се разбира, внимателни. Вирусот може да преживее, прилично е отпорен, значи на надворешни влијанија. Се смета дека ден до два преживува на цврсти непорозни материјали, значи на пластика и на метал може да преживее толку долго. На хартиени шамивчиња 15 на минути, на кожа само 5 минути. Прилично е отпорен, потребни се 1 час изложеност на 56 целзиусови степени за тој да биде уништен. Комплетно уништен. Еве ги споменувате начините на кои што се пренесува, каде ги правиме грешките, каде што можеби дозволуваме на некој начин тоа да ни се случи. Се случуваат ли често грешките што се однесуваат до личната хигиена, нели миење или не миење на рацете, одредени наши постапки кои што допринесуваат ние да сме поизложени и да зголемиме таа можност да вирусот потоа нели нас не прави лично проблем. Секако во превенција, значи на вирусот е личната хигиена. Треба да бидеме внимателни посебно во овој период на зголемени грипови, сите останати вирусни заболувања, миењето на раце и секако недопирање на очи, нос, уста. Кога се ракуваме, треба да запамтиме да ги измиеме рацете, да внимаваме едноставно како се однесуваме во секојдневието, да бидеме свесни за начинот на пренесување. Едукацијата, значи на граѓаните и свесноста за начинот на пренесување ќе доведи до нивна самозаштита. Да, на некој начин ова е дел од нашето секојдневие, ова е нешто што редовно го слушаме, родителите најчесто им го кажуваат и пренесуваат на своите деца, но и тогаш кога сме возрастни, често пати знаеме да сме несериозни. Ова што го велиме со некого се ракуваме, потоа забораваме, се допираме по нашето лице и така натаму, па затоа и го отворив ова прашање. Секогаш кога ќе потсетиме, сметам дека е тоа добро за барем да се запрашаме дали практикуваме она што знаеме дека треба да го практикуваме. Секако, значи како што кажав, способноста да се заштитиме, едукацијата, свеста за секојдневието треба да бидат на високо ниво. Дечињата се една група која е можеби поосетлива, поизложена секако, затоа што тие не се свесни, да. Не се свесни, родителите се тие кои треба да ги заштитат, да бидат внимателни, да ги едуцираат, да им кажуваат колку е важно тие да се грижат за себе, да ги мијат рачињата пред конзумирање на храна и секако во неколку пати на ден, особено во овие зимски месеци. Да, зимските месеци се тука се гриповите, треба да се заштитиме, затоа и отворивме денеска оваа тема. Ги потсетувам нашите гледачи, отворени се и телефонските линии, така што вие сте добре дојдени да се јавите, можеби да ги поставите своите прашања, сомнежи кои што се поврзани со оваа тема, со причините поради кои што може да се случи да го добиеме ова заболување, но и начините како да се справиме со него, како на најдобар можен начин да бидеме излекувани, а и да се зголеми нашата свест за тоа повторно да не ни се случи. Имаме веднаш гледач на линија, добивам таков знак, па добар ден за кого? Дали имаме добра врска со гледачот и дали се слушаме? Добар ден? Добро, претпоставувам дека гледачот се исклучи, но линиите остануваат и понатаму отворени. Се надевам ќе успеете до крај на разговорот да не контактирате повторно и да го поставите своето прашање. Ги споменавме нели симптомите, меѓутоа како на најдобар начин луѓето да разликуваат дали станува конкретно за симптоми на грип или можеби тоа се единствено обична настинка или некои полесни симптоми. Рековме, знаат да бидат понекогаш измешани, знаеме понекогаш да ги игнорираме и тоа да доведе до несакани случувања. Значи, кои се основните разлики и кога луѓето треба да знаат дека веќе е време да се реагира? Основни симптоми, како што кажав, се кашлица, зголемена температура и изнемоштеност. Постојат други пропратни симптоми кои ќе ги споменам. Започнувањето на болеста е едно чувство на студ, треска, по кое што следува покачување на висока температура 38-39 целзиусови степени, пошто се јавуваат симптоми од респираторен систем, кашлица, затнат нос, отежнато дишење, слабост во мускули, замор, истоштеност, една малаксаност, честа појава е главоболка и секако кај дечињата стомачни заболувања и диарија. Може да се направи превид, значи затоа што има преклопување со многу други вирусни заболувања, обичната настинка, 24 часовни стомачни вируси и заради тоа треба ние да бидеме внимателни, сами
да го превидиме, значи моментот колку се работи за сериозно заболување, колку е степенот на изразеност на самите симптоми, значи колку се тие сериозни. Родителите треба да внимаваат за децата, а самите возрастни треба да внимаваат за себе, да се јават на матичен лекар, да одат на преглед, да се контролира сето тоа и да се види кој е вистинскиот причинител. Значи, една кашлица која е изразена, една висока температура ќе упати кон точна дијагноза, навремено дијагностицирање и соодветна терапија. Обичната настинка исто така ги има слични симптоми, значи исто има покачена температура, исто има затнатост, носотежнато дишење и кашлица. Меѓутоа, кај нејзе симптомите се помалку изразени и тоа се осеќа. Самиот, значи, организам чувствува не толку силен напад од страна на вирусот. И тие симптоми исчезнуваат комплетно по 7 до 10 дена. Исто така причинител се работи за вирус, риновирусите се најчест причинител, меѓутоа разликата меѓу едните и другите е начинот на кој што тие влијаат врз организмот и го оштетуваат. Риновирусите, односно причинителите на обичната настинка, предизвикуваат симптоми не директно, туку преку имунолошкиот систем. Значи, тие не вршат директно оштетување на ткивото, односно симптомите кои кај нас се јавуваат е заради реакцијата на нашиот имун систем во борбата против вирусот. За разлика од нив, вирусот на инфлуенца директно врши оштетување на ткивото. Заради тоа, потребно е да се прави разлика во терапијата меѓу едното и другото. Симптоматската терапија е препорачлива и кај двете, меѓутоа треба да бидеме многу внимателни кај грипот. Потребно е посилна терапија која ќе ја споменеме. Настинката трае, како што кажав, една недела и комплетно се поминуваат симптомите, додека за грипот е потребно многу подолго време за закрепнување, 2 недели, подолго. Да. Имаме повторно гледач кој што чека на линија, ќе дадеме предност, па ќе продолжиме со нашиот разговор. Добар ден. Добар ден и убав среќен ден вами на вашата гостинка. И ние тоа ви го посакуваме. Зашто мене некојаш кога ќе ме боли глава, ми се повраќа, стомахот ме боли, дали е тоа од настигна, ја еднаш шлапа по дождот боса, дали е од тоа можно да е од тоа да добијам настинка таква? Добро, колку време сте ги имале овие симптоми? Дали долго сте ги имале сите овие проблеми и симптоми за кои што... Не, само тогаш. Добро. Добро, ви благодарам многу за тоа што го следите овој разговор. Ќе дадеме накратко одговор на прашањето. По гласот предпоставам дека се работи за повозрастна госпоѓа. Повозрастна госпоѓа. Кажа дека почувствувала главоболка, проблеми во стомак, дека одела боса, се разбира, треба да се внимава, да се чува здравјето, да се избегнува на ниски температури преладување, да се заштитиме, треба да бидеме добро облечени, топло облечени, со соодветни обувки, соодветен капут, затоа што настинката се разбира, стануваме подложни на неза кога имаме студ и сме изложени на ниски температури. Госпоѓата не кажа дали има некои други пропратни заболувања, дали прима терапија. Се разбира, треба да имаме предвид, затоа што секој пациент е индивидуално третиран, треба да има индивидуален пристап, да се јави на матичен лекар, сигурно ќе биде соодветно третирана и изгрижена. Да. Еве, бидејќи споменуваме и возраст, на некој начин гледачката тоа го поттикна, колку начинот на кој што се лекува и се поминува периодот со грип се разликува кај дечињата, кај помладите и кај повозрастните? Кои се главните разлики? Дали можеби сепак повозрастните потешко поминуваат тогаш кога ќе се случи да бидат заболени од грип? Може да се случи возрастните потешко да поминат, меѓутоа дечињата се тие кои не се свесни што им се случува и тие тешко ги поднесуваат симптомите. Самиот момент на несоница, на кашлање, на покачена температура, тие се раздразливи, омалаксани, не сакаат да соработуваат, плачливи се и кога доаѓаат на лекар, потешко се комуницира со нив.
се случува и понекогаш и покрај дадената терапија дечињата веднаш да не дадат добри резултати, напротив, може првите ден, два и да се влоши состојбата кај нив. Родителите треба да внимаваат, да ги следат симптомите, да се јават на лекар секогаш кога ќе забележат, значи висока температура 38, 39, се извинувам, 39 целзиусови степени, доколку постои некој осип на телото, доколку постои промена на бојата на кожата, значи бледо дете, синкасто, сина боја, пребоеност на кожата, доколку забележите дека детето комплетно губи апетит, одбива да пие вода, станува поспано, летаргично, некомуникативно, значи веднаш да се јават на матичен лекар и да дадат соодветна грижа за сопственото дете. Децата се поподложни и на компликации, и на дехидратација, посебно кога одбиваат да пијат течности, значи возрастните сепак ќе бидат свесни, ќе се напијат, ќе се грижат за себе, меѓутоа децата треба да бидат родителите упорни и тие кои се свесни за нив. Самите симптоми кај децата можат да бидат третирани, значи со антипиретска терапија, парацетамол, симнување на температурата, важно е физичко симнување на температурата, се препорачува во еден интервал помеѓу давање на 2 антипиретици да се лади, значи да се тушира со млака вода, да се дава вода, чај, она што детето сака да го пие, овошни чаеви, значи да не се претерува, да не се дава зелен чај, црн чај, тешки чаеви. Напротив, она што детето сака да го пие, свежи цедени сокови, портокал, мандарина, да се избегнуваат кисели напитоци, затоа што тие исто така и како газираните можат да доведат до нагони за гадење, повраќање. Треба да бидеме исто така внимателни кон кашлицата. Кашлицата, посебно ноќе, доколку е изразена, дечињата не можат да спијат. Да се земе сируп кој ќе ја смири кашлицата, за да се овозможи, значи мирен и лесен сон, затоа што мирувањето и одморањето е всушност едноставен начин и овозможува да се преброди лесно болеста. Има една група на деца во која што спаѓаат спортистите, децата кои тренираат, тие се чувствуваат силни секојдневно, значи се активни физички, кај нив многу тешко им паѓа моментот кога тие треба да лежат во кревет. Кај нив треба да бидеме посебно внимателни, зашто тие и по неколку дена викаат: јас се чувствувам добро и можам да одам, сака да оди, сака да се дружи на тренинг и сето тоа. Меѓутоа 2 недели по последната висока температура, денот кога имале, треба да мирува детето. Значи не го оставајте да тренира, да се штеди организмот, затоа што организмот и кога ќе престанете да ги осеќате симптомите, сепак е истоштен, се работи за сериозно заболување и да се внимава со физичката оптовареност, да биде постепена, повремено, значи да се враќа детето во секојдневието, во животот. Оние обврски кои што си ги има. Да. Так, да. Ова е еден посебно значаен и убав совет, еве конкретно за тие родители. Вие говорите од искуство, те се соочувале и со вакви примери, па затоа благодарам ете што ги споделувате во овој момент. Доктор Андријана Трајкова е општ лекар и е дел од тимот на Санте Плюс Хоспитал, наши пријатели. Драго ми е што ете и денеска имаме значајна тема и говориме се со цел вам да ве советуваме. Телефонските линии се отворени, тоа е она што сакам да ве потсетам. Имаме уште време во рамки на овој разговор, така што сте добре дојдени да се вклучувате и да ги поставувате своите прашања. Уште малку некаде кон заокружувањето на овој разговор околу начинот на кој што се третира, на кој што се лекува грипот. Претпоставувам и самата рековте, можеби не е едноставен начинот да се одреди правилната терапија. Сакам тука да ги споменеме и антибиотиците, заради тоа што тука се поставуваат најголемите прашања и дилеми, посебно кај родителите, честопати знаат да се согласуваат или да не се согласуваат со одлуката на докторот дали е потребно антибиотикот да биде дел од лекувањето на нивното дете. Родителите треба да веруваат на одлуката на нивниот лекар. Треба да веруваат во она што лекарот ќе им го каже. Доколку лекарот каже дека не е потребно да се употребуваат антибиотици, родителите треба да го послушаат тој совет и да не земаат антибиотик на своја рака. Земањето на антибиотици кај нас во нашето општество на своја рака е честа појава. Родителите често знаат да кажат: јас знам што му треба на моето дете, јас знам како реагира моето дете. Ние веруваме во тоа и се надеваме на вас, затоа што заеднички ги лекуваме децата.
Меѓутоа, злоупотребата на антибиотици, односно недоволно често добивање на доза или добивање на мали дози, нередовно, може да доведе само до резистенција на антибиотиците. Ова заболување е вирусно заболување. Значи, познато е сигурно на јавноста дека антибиотиците лекуваат бактериски заболувања, а вирусните заболувања не се третираат со антибиотици. Вирусните заболувања се третираат најпрво со симптоматска терапија. Значи, го спомнав парацетамолот, симнување на температурата, ладење, хидратација, мирување во кревет. Значи, тоа се основен начин како да се помине еден грип. Давањето на антибиотик може да се случи, може лекарот да препише тогаш кога настанува компликација, односно доколку би постоела една суперинфекција со бактерија, доколку постои ризик или се забележат знаци за јавување на компликации од типот на пневмонија, значи тоа е сериозно заболување, воспаление на бели дробови, воспаление на дишните патишта, синузит, отит, воспалување на средно уво, воспалување на синусите. Лекарот е свесен, значи, и за вашата состојба, доколку имате некои пропратни заболувања, доколку се влошат симптомите, се разбира дека ќе ординира антибиотска терапија, доколку смета дека тоа е потребно. Секој е приказно за себе, секој е индивидуа посебна, различна од другата, така што да, кај нас можеби треба, има простор уште да се зголемува свеста на луѓето дека довербата во докторот и во стручните лица е навистина важна. Важна е, значи, секој пациент за нас е многу важен и е предизвик. Ние имаме индивидуален пристап, така сме тренирани, така сме учеле и го почитуваме тој принцип, секој пациент сам за себе. Значи, тоа што важи за еден, не може да важи и за друг. Дури две дечиња, браќа и сестриче или да се во исто семејство, едноставно треба да ги третираме на различен начин, соодветно и за возраста, и за детето, и за степенот на заболувањето. Она што е важно, што сакав да го споменам, е грижата на лекарите за пациентите. Грижата е стварно на високо ниво. Нашето секојдневие ние сме го посветиле животот да ги третираме пациентите. Треба пациентите да имаат доверба во лекарот и едноставно да се препушта да му веруваат во неговата одлука. За нас е големо задоволство кога еден пациент кој доаѓа уплашен, болен, во една лоша состојба, во момент кога верува само во вас, па кога тој пациент ќе биде излечен, кога ќе биде добро, кога ќе се јави, ќе дојде на контрола, ќе го видиме дека е добро, тоа е најголемата лична сатисфакција на лекарот и тоа е она за кое што ние секојдневно учиме и работиме. Да, ова е вашата професија, тоа е начинот на кој што сте тука да им помогнете на оние кои што им треба. Имаме одново гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, ве слушаме, вие сте во програма. Сакам да прашам докторката. Вчера поручек ме фати силен студ и некаде ми дојде температурата 37,8. Се напив парацетамол и еден аналгин и чаеви и лимонада пиев, се суширав, преку ноќта немав температура. Сега повторно, некаде кај 8 часот, ми дојде, ми фати пак она треска студење, се напив парацетамол и аналгин и чај се напив. Дали можам да се третирам на овој начин или да појдам на лекар, а не кивам, не кашлам, немам главоболка, дали се работи за грип или се работи за настинка? Добро. Ви благодариме многу за тоа што го следите разговорот. Голем поздрав и од нас за вас. Ете го одново тоа прашање, кога не сме сигурни дали нашите симптоми може да значат нешто посериозно, односно грип, или пак се работи едноставно за настинка, која што можеме и на полесен начин да пребродиме. Благодарам за јавувањето на гледачката, благодарам за поставеното прашање. Од незиниот исказ сватив дека се работи за почеток на болеста. Во почеток, значи на болеста тешко е да се разликува дали се работи за обична настинка или грип. Спомна температура од 37,8. Не е тоа, значи, многу висока температура, која можела да ја одржува со парацетамол и аналгин. Кажа дека немала главоболка, не кашлала, не кивала. Јас препорачувам да се грижи за себе како до сега, да пие течности, да одмара
и да зема редовно, значи антипиретска терапија, доколку овие симптоми продолжат наредните 2 дена, 3 дена, пациентката не почувствува подобрување, секако да се јави на својот матичен лекар, каде што ќе биде соодветно третирана, прегледана, затоа што сепак односот во живо, кога ќе се види пациентот, веднаш не кажува за какво заболување станува збор, друго е вака по симптоми. Секогаш ги потсетуваме нашите гледачи, ова се сепак вашите совети, вие овдека немате личен контакт со одреден пациент за да можете финално да кажете и да бидете сигурни за што станува збор, сепак нели најдобро намерно, на што можете да го заклучите и дадете како совет од јавувањата, тоа и го правите во рамки на нашата емисија. Сакам да споменеме што е со оние луѓе кои што можеби имаат одредено хронично заболување, а и кај нив може нели да дојде до ваква ситуација и да се јави, односно да се појави грип. Колку за нив знае да биде потешко пред се одлучувањето каква терапија би примале и дали кај нив таа ситуација со здравјето го отежнува периодот кога се справуваат со грипот? Секако, хронично болните се една високоризична група кај заболувањето, значи од вирусот на грип. Во хронично болни спаѓаат оние пациенти кои имаат дијабет, хроничен обструктивен бронхит, астма, кои имаат проблеми со срце, срцева конгестија, кои имаат проблеми со коронарните крвни садови, проблеми со белодробие, некои вродени заболувања, како цистична фиброза, пациенти кои имаат ендокринолошки нарушувања, невролошки нарушувања, болести на мозок, рбетен мозок, периферни нерви, болести како епилепсија, лица кои имаат пречки во развојот, секако се подложни. Лицата со стекнат или со вроден имун дефицит, тие представуваат високоризична група, пациентите кои имаат ХИВ заболување, пациентите кои имаат канцер. Постои една група на медикаментозно третирани пациенти, кај кои медикаментозно е намален имунитетот, тоа се трансплантираните пациенти, тие исто така се високоризични групи кај кои треба да бидеме внимателни. Постојат и други високоризични групи во кои што спаѓаат бремените жени, деца под 2 години, стари луѓе со пропратни заболувања. Хронично болните, значи, се оние пациенти кои редовно одат на лекар. Значи, хроничната болест не врзува за постојан контакт со докторот. Самите хронично болни пациенти се свесни за својата болест и препораките се тие веднаш да се јават на матичен лекар доколку почувствуваат било кој од овие симптоми. Кај нив третманот треба да биде со поголема предпазливост, затоа што компликациите и влошувањето на нивната хронична болест може да настанат многу брзо и се случува често. Значи, веднаш реагирање доколку имате симптоми и без да се чека, без да поминува време, затоа што во овој случај времето работи против нас. Работи против нас, токму така. Имаме одново гледач на линија, се надевам дека е си уште овде. Добар ден, за кого? Дали се слушаме со гледачот? Претпоставувам дека гледачот се исклучи, ние сме некаде при крајот на разговорот, уште неколку минутки, така што доколку имате било какво прашање, ги гледате испишани на нашите екрани телефонските броеви, така што добре дојдени сте да се вклучите и да ги поставите своите прашања. Споменавме деца, споменавме возрастни, хронично болни, сепак за ниедна од овие категории не е лесен нели тој процес кога треба, како што рековте, да се мирува и да се премине нели преку грипот. Драго ми што ги споменавте спортистите, меѓутоа може ли да се издвои уште некоја било каква категорија на луѓе кај кои што најтешко им паѓа сето ова? Ние сме биле сведоци кога некој ќе рече бев болен и имав грип, меѓутоа се вратив на работа, се вратив на обврските и потоа го поминав процесот уште еднаш. Нели оној момент кога повторно симптомите од почеток се враќа температурата, се враќаат сите компликации, дали ова зборува дека сепак без разлика на која возраст сме и какви обврски имаме, мораме да си го слушаме нашето тело и тој период од прилика 2 недели сепак мора да помине за да се вратиме на нашето нормално функционирање. Важи тоа за секоја возраст, значи и децата и возрастните, и оние кои се физички активни, темпераментни, имаат бурно секојдневие, треба да внимаваат и да му дадат на телото само да се избори против болеста, да му помогнат максимално за да се скратат болничките денови.
Треба да се мирува, да се лежи во кревет, да се пијат напитоци, да се хидрира телото, да се внимава, да не се изложува на дополнителен стрес, физичка активност се исклучува во секој случај, на исклучување исто така од контакт со надворешноста, значи не одиме на работа, не одиме во школа, внимаваме на себе, едноставно посветуваме време на себе, сакаме да оздравиме за да можеме што поскоро да се вратиме во секојдневните обврски. Дисциплина, грижа за нашето здравје, тоа е она што секогаш докторите, стручните лица го препорачуваат за сите нас, па така и за нашите гледачи. Доктор Андријана Трајко, општ лекар, дел од Санте Плюс Хоспитал, од нивниот стручен тим. Вие бевте за прв пат денеска дел од Македонија денес. Многу ми е драго и што се запознавме и што имавме еден убав разговор. Вие споменавте веројатно дел од вашиот тим и го следеше овој разговор. Јас тука сакам да ги поздравам сите оние кои што досега беа дел од Македонија денес и да кажам драго ќе ни биде и понатаму да сме ваши домаќини и да се дружиме, а што е најважно да ги советуваме нашите гледачи. Уште еднаш многу ви благодарам за тоа што вие бевте дел од Македонија денес. Благодарам на поканата, задоволството е само мое. Чест би ми било доколку повторно бидам ваша гостинка. Да, благодарам уште еднаш. Ова беше и разговорот преку кој што дадовме, се надевам, доста одговори поврзани со сезонските грипови кои што се сепак тука присутни, сите ние веројатно сме изложени на таа опасност и кај нас тоа да се случи, но доколку сепак ги знаеме сите потребни нешта, можеме и на подобар начин да се заштитиме и да превенираме да не дојде до таква ситуација. А вие сметам дека добро знаете и спортот е дел од Македонија денес. Денеска отворивме таква тема и со еден од нашите гости, Бажи Илиевски беше дел од Македонија денес, но како и да и во продолжение е време да слушнеме што е најактуелно на спортската сцена тука кај нас во Македонија, но и онаа меѓународната. Нашите колеги од